Сега ќе почнеме да збориме за пигменти. Но пред да преминеме пигменти, ќе се навратиме малце на општа физика, за да видиме како ние воопшто гледаме предмети. Значи, кога имаш некој предмет, и сега да речеме дека тој предмет е зелена боја, како воопшто ти гледаш, значи овдека да речеме дека ти е окото, тука ти е окото, како ти воопшто гледаш дека тој предмет е зелена боја? Едноставно, кога го удира светлина, и го удира полихроматска светлина, значи полихроматска е светлина која ги содржи сите бои од сите бранови должини, електромагнетно зрачење, и всушност се абсорбираат сите други бои, освен зелената. Значи зелената боја се рефлектира и удри во твоето око и ти гледаш дека предметот е зелен. Ама што се случи со останатите бои? Значи што се случи таму со црвена, жолта и така натаму? Сите тие бои се абсорбираат во предметот. Сега како всушност е абсорбирањето? Абсорбирањето е како што си имаш еден атом. Атомот нели има јадро кое е позитивно поради протони и неутрони, има електрони кои се вртат во орбитали, али сега ќе ги направиме како орбити за да биде поедноставно, и имаш тука електрони кои си кружат. Така, сега кога ќе бидат удрен, кога ќе биде удрен електрон, удрен од зракна светлина, бидејќи зракна светлина е електромагнетно зрачење кое носи всушност енергија, а електроните се исто партикули кои носат енергија, нема да навлегувам во физика, но едноставно електронот се качува едно орбитала повисоко. И сега овој електрон, ќе обележиме со жолта боја, ќе дое овдека. И сега тој е всушност абсорбиран. Но тоа нема да трае постојано, бидејќи кога тогаш всушност ќе се ослободи таа енергија повторно, но важно е дека фотонот може да биде абсорбиран и електронот точка ќе дое во една ексцитирана состојба. Значи ова е ексцитирана состојба која содржи повеќе енергија. Сега во сите овие фитохемиски процеси светлината може да биде активна само ако е абсорбирана. Сега светлината која се пропушта нема никаква фитохемиска. Например, кај прозори, кога имаш еден прозор и доаѓа светлина, и светлината не се абсорбира, но поминува на другата страна. И затоа тебе каде што ти е тука окото, да речеме тука ти е окото, и ти гледаш тоа што е од другата страна. Например, тука имало нешто си портокалово, и кога удрило всушност бела светлина, се одбила само портокаловата светлина, а бидејќи прозорот не абсорбира ништо, поминала пак портокаловата светлина и ти го гледаш предметот кој се наоѓа позади прозорот. Или пак кога имаш некој црн објект, не гледаш боја поради тоа што целата светлина се абсорбира, и затоа обично црно е нели потопло него бело. Бидејќи кај белото ништо не се абсорбира, целата светлина се рефлектира и затоа гледаш бела боја. Сега исто се случува, значи и кај пигментите. Значи хлорофилните се релативно, значи зелени пигменти. Значи кога гледаш зелен пигмент и кога гледаш листот на растенијето, гледаш дека е зелен, тоа значи дека листот абсорбира спротивното од зелена боја. Значи листот не абсорбира зелена боја, бидејќи гледаш дека е зелен. И сега имаме главно три групи на пигменти, значи хлорофили, имаме каротеноиди, кои сега ќе ги бележам со портокалова боја, но всушност има и жолта и така натаму, каротеноиди. Каротеноиди, и за крај се фикобилините кои сега само ќе ги спомнам или ќе ги напишам, кои се сретнуваат нели кај алгите, рековме. Но може да ги има и во некое растение, више растение. Сега на почеток ќе се задржиме само на хлорофилите, бидејќи тие ни се најважни. Потоа ќе преминеме на каротеноиди, бидејќи и тие се доста важни како во процесите на фотосинтеза. И ќе видиме како всушност се синтетизираат, како изгледаат, каде се наоѓаат и така натаму. Сега пред да преминеме на тоа, важно е да спомнеме за хлорофилите, дека всушност бидејќи првично ќе зборам за хлорофили, после ќе спомнем за каротеноиди, но за хлорофилите дека има повеќе видови хлорофил. Значи не е еден хлорофил, и различни растенија, односно различни растителни организми имаат различни хлорофили. Сега овие виште растенија кои гледаш постојано, значи дрва, цвеќиња, имаат обично хлорофил А или хлорофил Б, или хлорофил А и Б, и двата. Но во живиот свет, значи кај алгите, се сретнуваат и многу други хлорофили. Значи имаме хлорофили Е, Ф, не е баш Ф, Е, Ф, Д, Г и така натаму. Обично С го заборив.
Значи имаме и други видови хлорофили, значи не е еден хлорофил. Ама ние ќе се задржиме на А и Б. Значи на А и Б ќе се задржиме бидејќи тие се изучуваат кај висшите растенија. И сега кога збориме за хлорофили, хлорофилните пигменти се зелени пигменти кои учествуваат во процесот на фотосинтеза. Сега според химиската структура, да земам боја, немам земено боја. Според химиската структура, тие се деривати на циклични тетрапироли. Значи тетрапироли ќе ставам 4 тетра и пироли ќе бидат ко затворени прстени. Така, за сега така ќе гледаме. Тетрапироли кои играат порфирински прстен. Значи вакви тетрапироли со тек на време ќе видиме како ќе изградат порфирински прстен. Значи вака ќе го направиме како значи не изгледа вака, ќе видиме понатаму како изгледа, но порфирински прстен градат, ова е хемиски прикажано. Градат порфирински прстени, кои се слични со другите порфирински прстени, како што се соединенија на хемот. Значи вакво соединение имаме хем кој всушност се наоѓа во хемоглобинот, кој се наоѓа во еритроцитите кај нас, нели, кој е потребен за пренесување кислород. Нели, хемоглобинот е прикачен на глобински синџири и се пренесува така кислород. Но тоа се на нас не е битно. Едноставно слична е структурата како хемот. Сега внатре во центарот на порфиринскиот прстен всушност се наоѓа атом на магнезиум и некој, односно се формира со тек на време и пети циклонопентонски прстен, значи не се 4, него со тек на време после се формира и пети, кој ќе го видиме понатаму. Ќе видиме многу подетално како изгледа структурата, ова е само едно шематско представување. Се формира пети прстен и на некој начин хлорофилите се естери, значи ќе запишеме дека се естери на хлорофилински киселини. Значи хлорофилински киселини, каде што едната всушност киселина е естерифицирана со метанол. Значи метанол е CH3OH, додека другата е естерифицирана со остатокот фитол, кој има хемиска молекуларна формула C20H39. Има изопреноидно потекло, кој ќе го видиме понатаму како всушност се добива фитол. И биосинтезата главно можеме да поделиме, бидејќи е многу сложен процес, главно се групира на 3 степени на биосинтеза. Значи кога ќе видиме трите степени, првиот степен, со виолетова боја, значи првиот степен е да се биосинтетизира 5 амино ливулинска киселина. Значи прво имаме 5 амино ливулинска киселина да се добие, кој од таа потоа ќе се добијат порфирински соединенија се до протопорфирин 9, значи таму би рекле дека некаде вториот чекор и понатаму од протопорфирин 9 да се стигне до хлорофил. Значи тие се основните фази. И сега понатаму ќе разгледаме детално како се стига до синтетизирање и добивање на хлорофил. И сега ќе започнеме со синтеза всушност на хлорофил. Ова ќе биде доста долг процес и ќе има доста, нема да има баш хемија, ама едноставно ќе треба да ги следите хемиските формули. Значи првично започнуваме, има два начина за синтеза на 5 аминоливулинска киселина, ние ќе се задржиме на вториот начин, кој се одвија кај вишите бактерии, кај вишите растенија и кај многу бактерии. И тој започнува првично со глутаминска киселина, односно глутамат. И сега глутаминска киселина, односно глутаматот, во присуство на синтетаза, значи тука имаме синтетаза, и во присуство на АТП, значи имаме АТП, кој преминува во АДП, стигнуваме и во присуство на ТРН, стигнуваме до глутамил ТРН. И што се случува? Всушност, оваа дека ОХ група, всушност сега е заменета со ТРН. Така, значи добиваме глутамил ТРН. Е сега во присуство на глутамат ТРН редуктаза, значи овдека имаме сега глутамат ТРН редуктаза, и во присуство на редуцирачки фактори, значи НАДПХ, која проминува во НАДП, значи НАДП, може да се одвие овој процес, при што се добива
глутамат 1 семиалдехид и слободна теерана. Значи при ова се слободува теерана. И всушност што се случило? Едноставно се отстранило овдека теерана каде што го имавме. Така, значи до сега постапката беше само за да се отстрани оваа ОХ група. Да се отстрани, пред се замени со теерана, па после ми ја отстравивме и теерана и сега всушност ова соединение е исто како првичното, само без оваа ОХ група овдека што се наоѓа. Добро, значи стигнавме сега до глутамат 1 семиалдехид. Сега под дејство на глутамат семиалдехид аминотрансфераза се добива всушност 5 аминолевулинска киселина, односно АЛА. Значи така го бележиме 5 аминолевулинска киселина. Сега, како што можеме да видиме, се што се случило во овој сега нареден процес е аминогрупата и кислородниот атом си го замениле местото. Односно, ова претходно било еден вид алдехидна група, бејќи дека нели имаме С, кој има едно Х е алдехидна, и сега всушност е кето група, додека овдека имаме сега аминогрупата си го заменила местото. Значи тоа се случи. Едноставно еден аминотрансфераза баш. Интересно е потврдено дека месенџер RNA, значи месенџер RNA која е потребна за да се направат овие ензими, веќе овие ензими се протеини, така да потребна е месенџер RNA. Производството на месенџер RNA се зголемува со присуство на светлина. Така, кога има светлина, речеме, негова со жолта боја, ама добро, не е доважно. Кога има светлина, се зголемува оваа месенџер RNA, се прават повеќе ензими, и кога се прават повеќе ензими, се прави повеќе хлорофил, и ако се прави повеќе хлорофил, ќе се прави повеќе фотосинтеза. Сега некој може да праша како светлината потикнува, всушност да се зголеми количеството на тие ензими преку месенџер RNA. Тоа е веќе на сосема друга тематика. Едноставно треба да знаете дека кога има светлина, се потикнува повеќе да се прават овие ензими, ако се прават повеќе ензими, ќе се прави повеќе хлорофил, ако се прави повеќе хлорофил, ќе се искористи подобро светлината, ќе се прават органски материи. Сега кога се кондензираат две АЛА молекули, значи две АЛА молекули, односно 5 аминолевулинска киселина, се добива порфобилиноген. И ензимот кој е одговорен за тоа е всушност порфобилиноген синтетаза. Или исто така наречено АЛА дехидратаза, како што е овдека направено АЛА дехидратаза, така нели АЛА-Д. При што се ослободуваат две молекули вода. Сега порфобилиногенот е пирол, хетероциклично соединение кое содржи азот во прстенот и слободни остатоци на оцетна и пропионска киселина. И потоа 4 молекули на овој порфобилиноген под дејство на ензимот порфобилиноген деаминаза и уропорфириноген синтетаза се добива уропорфириноген 3, односно првиот порфирински прстен. Сега претходно можеме да видиме дека првиот всушност ензим е порфобилиноген деаминаза. Вака само ќе да пишеме дека е деаминаза. При што се добива едно интермедиерно соединение, значи 4 вакви се кондензираат под дејство на оваа порфобилиноген деаминаза и се добива хидроксиметилбилан, што се случува само 4 вакви соединенија кондензирани и само вдека, кај што бележа вака со темно-црна боја, уште не е поставена врска за да се затвори како прстен да се формира, така да рачунаме дека уште не е формиран прстен. И понатаму под дејство на уропорфириноген синтетаза, значи ова е синтетаза, и бидејќи се создава уропорфириноген, затоа ја нарекуваме уропорфириноген синтетаза, се затвара и тоа место, така можеме да видиме дека овдека сега е затворено, и се создава уропорфириноген 3. И така добиваме првото порфиринско соединение, односно првиот порфирински прстен. Кој што можеме да видиме дека сега имаме прстен. Тоа е тој порфирински прстен. Наредниот чекор е под дејство на уропорфириноген декарбоксилаза, значи овдека е декарбоксилаза, се добива копропорфириноген 3, кој што можеме да видиме што се сменило. Значи ако видиме што се сменило, всушност овие групи, така, сите се сега заменети со CK3, со метил група. И овдека имаме уште едно, така. Значи овие, значи отстранивме карбоксилни групи, декарбоксилација, значи COH групи отстранивме и ставивме метил групи. И се доби
копропорфириноген 3. Сега со наредно е под учество на копропорфириноген оксидаза, значи овој нареднов е оксидаза, да се заменат овие групи, каде ми е бојата, добро, оваа тука група, односно добиваме винил групи, а сме ги отстраниле овие карбоксилни групи. Така, сме ги станали одредени карбоксилни групи и таму тие не сме ги изрушили. Добро, нема врска. И добиваме нови две винил групи. Но не ги отстранавме сите 4, бидејќи имаме 4, овдека гледаме дека имаме уште две такви останати. Оставивме само таа на позиција 3 и таа на позиција 8 и добивме две винил групи и соединението сега се нарекува протопорфириноген 9. И нормално при се ова, значи кога гледаме дека нешто така се случува, се отстрануваат одредените продукти, значи тука не знам се отстранува CO2, се отстранува вода и се отстранува кислород. Сега се отстранува O2 и одека две молекули. Исто и на претходното, значи се случува се отстранува 4CO2. Бидејќи нели се отстрануваат 4 групи, нели овие овдека кај беа? Овие нели се отстранија, овдека имаме еден C атом кој се наоѓа во центарот на сите вакви, затоа 4CO2. Наредниот чекор е дека повторно имаме оксидаза, значи повторно имаме оксидаза, само што сега не е копропорфириноген оксидаза, сега е протопорфириноген оксидаза, при што се добива протопорфирин 9. И што се смени? Како што можеме да видиме, двојните врски се сменија. Значи претходно двојните врски беа тука, имавме тука, баха на овие локации. Еве сега, како што можеме да видиме, имаме други двојни врски. Овдека имаме сега двојни врски. Така овдека оваа се измени, оваа се измени и така натаму. Значи едноставно изгуби 6 протони и 6 електрони и се добива протопорфирин. Сега протопорфиринот, зависно од кој метал ќе се стави внатре во неговото јадро, може да се добие и хем, нели како што рековме, кој се состои во кој се врза со глубински есенџери, се наоѓа во као дел хемоглобинот во еритроцитите за пренесување кислород, но кај растенијата во центарот всушност се вградува со помош на магнезиум хелатаза, се вградува во центарот магнезиум. И од протопорфирин 9 се добива магнезиум протопорфирин 9. Така, како што можеме да видиме, дека во центарот сега е вграден магнезиум. И сега од кога го имаме магнезиум протопорфирин 9, наредниот чекор е со употреба на ензимот магнезиум протопорфирин 9 метил трансфераза, че ова дека е метил трансфераза, при што тоа што се менува е дека овдека се додава метил група. Затоа се нарекува метил трансфераза, дека трансферира метил група. Потоа доаѓа магнезиум протопорфирин естер циклаза, значи ова дека е циклаза ензим. И зошто е тоа? Бидејќи овдека, како што можете да видите, предходно, со црвена боја да направиме, предходно немало прстен, ама сега се направи петочлен прстен. Така, се формираше петочлен прстен и затоа циклизирало овдека и затоа ензимот е циклаза. И се добива дивинил протохлорофилид А. Сега ќе го скокнеме овој наредниот чекор и ќе идеме на тоа дека дивинил протохлорофилид А овдека со помош на винил редуктаза, че овдека имаме редуктаза, исто така има и трошење на НАДПХ, значи НАДПХ во НАДП и се добива моновинил. Сега овдека е хлорофилид А, ама ја од литературата кога што читаме протохлорофилид А, значи ајде го запишеме така. Сега наредниот чекор, всушност овдека не е запишан, но од моновинил протохлорофилид А има два начина на кои може да се стигне до хлорофилид А. Значи едниот начин, ќе направиме дека има два начина. Едниот начин е зависен од светлина и ние ќе збориме за тој. Значи едниот начин е зависен од светлина,
односно се одвива на светло и овој се случува кај овие виште растенија и во овој процес всушност учествува, добро, освен што учествува НАДПХ, која преминува во НАДП, исто така учествува ензимот кој се нарекува протохлорофилид оксидоредуктаза. А кога е активен овој ензим се нарекува НАДПХ протохлорофилид оксидоредуктаза. И во присуство на светлина кај виште растенија од монопротохлорофилид А се добива хлорофилид А. Значи, вака да го запишеме. Сега другиот начин на кој може да се добие овој хлорофилид А, кој што рековме дека се случува кај некои бактерии, е всушност еден друг ензим кој нема да го спомнеме, но всушност изграден тој ензим од 3 полипептидни ланци, кои се создаваат од ДНА која се наоѓа во хлоропластите. Значи хлородНА. Ќе го запишеме така. Значи ДНА кој е од хлоропластите, додека оваа е од јадрена ДНА. Јадро ДНА. Значи овој ензим, тој кој се случува кај виште растенија и кој е потигнат од за кој е потребно светлина. За овој другиот не треба светлина. Значи тој сега ќе запишеме овака како X сиво дека се одвива во темница кај одредени бактерии тоа. За се стигне до хлорофилида. Сега кога го имаме овој хлорофилида, треба да се додаде на него фитол, што се одвива по пат на хлорофил синтетаза. Веќе треба да добиеме хлорофил. Така, вака ќе се вратиме нагоре сега, со стрелкава, ќе се вратиме назад до хлорофил. Ензимот кој ова го прави, само да спомнеме дека е хлорофил синтетаза. Значи, синтетаза. Дека синтезира хлорофил. И добиваме хлорофил А. Сега, се што се промени е всушност додадовме овдека една фитол група. Значи овдека што го гледате. Така. Значи фитол група имаме хлорофил А. Сега за хлорофил Б, единственото што е различно, вака ќе одзумираме малце, кај хлорофил Б, наместо да земеме со виолетова боја, наместо тука да има метил група, пак црвена, наместо тука да има метил група, кај хлорофил А како што има, кај хлорофил Б имаме алдехидна група. Така, значи гледаме, овдека имаме метил група кај А, кај Б имаме алдехидна група. И се смета дека тоа се прави од хлорофил А со помош на оксигеназа. Значи вака ќе запишеме и дека тука имаме оксигеназа. Ќе бележиме со OX, оксигеназа. И кислород кој всушност го користи за тоа го направи е тој од атмосферата. Значи го зима кислород и го врза со оксигеназа ензим и прави хлорофил Б. Сега овие хлорофили всушност не се слободни во мембраната, него врзани се со различни протеини и прават комплексни глобули кои ќе се врзат потонатаму на тилакоидната мембрана. Значи тоа беше за синтезата на хлорофил. Имам овдека како на сумација да направиме. Значи почнувавме од глутамат, преку низа реакции стигнавме до 5-аминолевулинска киселина, од 5-аминолевулинска киселина стигнавме до протопорфириноген 9, протопорфириноген 9, потоа стигнавме до дивинил протохлорофилид, моновинил протохлорофилид и потоа се префрлихме овдека доле, каде што требаше да направиме хлорофилида и кај виште растенија се користи ензим протохлорофилид оксидоредуктаза кој е кодирано ДНА од јадрото и користи светлина со цел да се синтезира хлорофилида и потоа подесно на хлорофил синтетаза се добива хлорофил А. Каде што всушност на хлорофилидот му ставивме само фитол група, ова што е овдека со црвено бележено, земе подебело, значи овдека е фитол група и потоа подейства на оксигеназа, значи оксигеназа ќе бележиме со OX, се прави хлорофил Б кој наместо метил група има овдека алдехидна група. И сега ги добивме хлорофилите и сега треба да ги вметнеме во хлоропластите. Сега ќе спомнеме малце за биогенеза всушност на хлоропластите, разлика светло или темно.
И сега порано се правиле многу експерименти, значи кога ќе земеш едно растение, односно ќе земеш две растенија, едно растение тука, уште едно растение, и ги одгледуваме различни услуги, кај што едното е во темница, другото е на светлина одгледано, така некако божемски светлини не имаме, кој имаме сончеви зраци или нешто. Тоа што е одгледано во темница нема да има зелена боја, или ќе има до некаде си зелена боја, ама ќе биде прилично бело, да речеме. Значи ќе биде избледено таквото. И овој вид на растенија се нарекуваат етиолирани растенија. Значи етиолирани растенија, но помеѓу етиолираните и зелените не е само бојата што е разлика, него има многу морфолошки и физиолошки разлики. И интересно е дека ако ова етиолираното се изложи на светлина, ќе позелени со тек на време. Значи не само што ќе се создадат хлоропласти, односно хлорофил, него има радикална реорганизација и синтеза на многу клеточни компоненти. Сега кога гледаме протопластите како всушност се развиваат на почеток, добро, еви одека имаме слика, ставив. Почнуваат од протопластит кој има две мембрани, значи има надворешна и внатрешна мембрана и некои си структури, значи има многу слабо развиен ламеларен систем, значи ќе направиме некои мали ламели. Како што растат клетките, растат и протопластидите и постепено се формира системот на грана, значи да речеме дека протопластидот станат поголем и полека се формира нешто што наликува на грана. Но ова се случува само ако растението расте на светло. Значи ова е ако при растењето всушност има светлина. Сега кај растенијата кои растеле во темно, пропластидите се зголемуваат и достигнуваат големина на хлоропласт, ама не се формираат овие тилакоиди, овие налик грани структури, него всушност, немам надоле место, ако не расте у светлина, значи ќе се формираат перфорирани ламели, значи пак имаме две мембрани, ама нема да има некои грановидни тилакоидни структури, него ќе има како ламели кои ќе бидат некако перфорирани, значи со дупки, не целосни. И ова се нарекува етиопласт. Сега тој содржи карактеристично проламеларно тело, но интересно е дека внатре во него, значи го има тој пор ензим. Пор ензимот е тој кој рековме дека е потребен за синтеза на хлорофилид А од протохлорофилид моновинил. Односно ензимот е НАДПХ, протохлорофилид оксидоредуктаза. Значи протохлорофилид оксидоредуктаза. Тој, значи го има тој ензим. Сега во присуство на светлина, ако се изложи ова на светлина, речеме изложена е на светлина, всушност се активираат, нели кога спомнавме почеток за синтеза хлорофил, месенџер RNA повеќе, и тие месенџер RNA овозможуваат за синтеза на протеините, односно ензими кои се потребни за формирање на 5-аминолевулинска киселина, односно АЛА. И од нејзе нели започнуваше процесот на синтеза на хлорофил. И од кога тоа ќе може да се формира, тоа ќе тече, се до не стигне до реакцијата каде што беше потребен пор ензимот, кој што исто така беше зависен од светлина, барем кај вишите растенија, нели беше зависен од светлина, за да може да се формира хлорофилид А, и потоа кога имаме хлорофил синтетаза, ќе стигневме нели до хлорофил А. И кај различни растенија процесот за синтеза од етиопласти до релативни хлоропласти е различен. Например, кај јачменот, времето за ова да се случи, да стигне тоа до хлоропласти околу 20 часа. Значи 20 часа кај јачменот, но различен е кај различни растенија. Исто ова што се случува, се создаваат и други протеини, значи протеини кои се потребни, протеини кои ќе се наоѓаат на мембраните овдека, значи на мембраните на тилакоидите. Исто така се синтезира и рубиско ензимот, за кој ќе збориме понатаму. Рубиско ензимот и многу други протеини, липиди и така натаму. И со тек на време ќе од овие етиопласти ќе станат хлоропласти. Овдека ставив една слика како некој си вид сумација, но ние само збориме за овој тука дел, значи протопластиди, етиопласти и хлоропласти. Но може да се изведат и другите видови на пластиди.
Некој во присуство на светлина, некој без присуство на светлина, ама важното беше значи дека од тетиопласт можеме да добиеме хлоропласт бидејќи веќе се наоѓаат ензимите кои се потребни за да се направи хлорофил, односно треба изложување на светлина и ќе се синтезираат повеќе протеини и ќе може да започне целиот процес и ќе стане хлоропласт, ќе стане таков зелен, ќе се формираат тилакоиди и така натаму. Наредни пигменти за кои ќе збориме се каротеноидите, кои се всушност група на пигменти кои се наоѓаат исто така во хлоропластите. Значи се наоѓаат во хлоропластите, но се наоѓаат и во хромопластите. Значи памтите кога го видовме пред некој време минатиот слайд за како се создаваат етиопласти, протопласти, хлоропласти, имавме и хромопласти. Во првиот случај тие учествуваат во фотосинтеза, значи кога се наоѓаат во хлоропластите, учествуваат во процеси на фотосинтеза, зашто ќе видиме, значи учествуваат во фотосинтеза, додека кога се наоѓаат во хромопластите тие даваат боја, значи даваат или портокалово или даваат жолто обојување, што е важно нели за бојата на различни плодови, цветови и на други делови од растенијето. Сега каротеноидите всушност спаѓаат во група на изопреноидни соединенија кои името го добиле по основната заедничка структурна единица изопрен. Значи изопрен преку кои се синтезираат сите. Сега изопренскиот сегмент кој е C5H8 всушност не постои слободен, туку го сретнуваме како изопентил пирофосфат или го бележиме, не знам некоја друга боја, ИПП. Така го бележиме како ИПП, изопентил пирофосфат. Сега во цитоплазмата како настанува? Сега ќе видиме како настанува, значи во цитоплазма. Значи во цитоплазма како настанува. Првично всушност започнува со ацетил коензим А. Ајде да го направиме еден ацетил коензим А, значи имаме С, имаме О, имаме сулфур кој е поврзан со коензим А и имаме една метил група. Вака. По правило како што е да направиме. И всушност пред две се кондензираат, па после уште една се кондензира со помош на една ДПХ, но ние ќе напишеме дека 3 се кондензираат и всушност се добива првично мевалонска киселина, кај што мевалонска киселина имаме CH3, имаме С, имаме тука исто CH2, кој е поврзано со С, со 2 ОХ, тука имаме уште едно ОХ, и дека на С исто имаме ОХ, ОХ-то не ми се свиѓа, че имаме ОХ, и ова е поврзано со CH2OH. Значи со кондензација на 3 ацетил коензим А се добива мевалонска. Која понатаму при процеси на декарбоксилација и фосфорилација се добива ИПП. Значи по пат на се одзима CO2, значи декарбоксилација и фосфорилација, односно се додава АТП, односно фосфор со помош на АТП, се добива изопентил пирофосфат кој има хемиска формула, значи имаме С, CH3, имаме CH2, и овдека имаме ова ПП тоа е всушност пирофосфат и ова целото е изопентил пирофосфат или го бележиме како што рековме ИПП. Сега исто може да се случи во хлоропластија, само што е различно бидејќи таму е со помош на транскетолаза и подруг шемат процесот, но од кога ќе го добиваме ова ИПП веќе се е натаму полесно. Сега, како што рековме, ќе се создае одредено количество ИПП, значи ќе речеме се создава одредено количество ИПП, но во растенијата дел од тој ИПП кај некои единки преминува во 3,3-диметил алил пирофосфат, односно диметил алил пирофосфат. Значи и двете се соединенија кои имаат 5 С атоми. Значи тоа ќе го земеме со црвена боја, дека имаат 5 С атоми. Сега еден изопентил пирофосфат и еден 3,3-диметил алил пирофосфат, они се хемитерпени, така се означуваат, бидејќи имаат 5 С атоми, тоа е класата на терпеноиди, ама тоа е растителна биохемија,
се добива исто од овие гасот изопрен, кој дава еден обичен мирис на листови во атмосферата, особено, не знам, после дожд или кога се коси трево или слично. Сега, овие се сврзуваат по принцип на глава и опашка. Значи, се мисли дека глава е ова, а опашка е ова. Значи, така, и се врзува главата со опашката. И всушност е изопентил пирофосфат и ДМАПП даваат геранил пирофосфат. Значи, тој ќе, ака не бележиме со црвена, кој е всушност 5 и 5, значи има 10 С атоми, значи има 10 С атоми и даваат геранил пирофосфат, кој е монотерпен. Значи први почнаваме со хемитерпен, полатерпен, сега имаме 10 С атоми, тоа е еден монотерпен. Сега со помош на овој геранил пирофосфат, всушност само се додаваат вакви ИПП единици на тој геранил пирофосфат и се добиваат наредните соединенија. Значи од геранил пирофосфат повторно имаме спрема глава опашка, така геранил, ајде да земам вакво сина боја. Значи еден геранил пирофосфат со еден изопентил пирофосфат се добива со помош на ензимот пренил трансфераза, не го пишуваме тој, се добива фарензил пирофосфат, што бележиме F пирофосфат, кој има 15 С атоми. Така, значи, има 15 С атоми, беки додавме 5 плюс 10, 15. Фарензил пирофосфат. Сега, ако додадеме уште еден изопентил пирофосфат на ова, наредното соединение кој ќе се добие е геранил пирофосфат. Геранил пирофосфат. И ово има 20 С атоми. И ово е дитерпен. Значи 10 беше геранил пирофосфат, монотерпен, 20 С е дитерпен геранил пирофосфат, пејќи кој има дупло од еден геранил. Сега, интересно е да се напомне дека од фарензил пирофосфат, бидејќи има 15 С атоми, сексвитерпен всушност, се добива, например, некој соединение како апсицинска киселина, ХАБА. Исто така, од овие геранил пирофосфат, што е дитерпен, спаѓаат одредени фитохормони како гиберелини, ќе ги запишеме. Гиберелини. А од два молекули, па на фарензил пирофосфат, ако две вакви се спојат, значи една со уште една, ќе добиеме соединение кој има 30 С атоми. Соединение кој има 30 С атоми. И овие се тритерпени. Има 30 терпени. Тука спаѓаат одредени стероиди. Сега, ако пак димеризираме две геранил пирофосфат, тошка ќе добиеме 40 С атоми. Така, тоа е 40 С атоми. Вакви се тетратерпени, меѓу кои се вбројува и фитоенот. Значи, тука имаме фитоен, кој е непосреден прекурсор за каротеноидите, кои ни треба, нели, за да го добиеме. И како што гледаме со помош на овие изопренуидни единици, само додаваме 5 С атоми, 5 С атоми и стигнавме до каротеноиди. Сега всушност, ако видиме како изгледа, тоа би изгледало вака некако. Имаме еден изопентил пирофосфат со ДМАПП, се прави фарензил, геранил пирофосфат. И овие каротеноидите на краевите всушност циклизираат, значи дека се прават како бета-ионски прстени се нарекуваат и тие се всушност каротеноиди и можеме да ги поделиме на две групи каротени, кои имаат само С и Х атоми, значи имаат само С и Х атоми, или пак ксантофили, значи ксантофили, кои имаат С, имаат Х, но имаат и О атоми. Значи овие сите каротеноиди се наоѓаат во сите фотосинтетски организми, кај вишите растенија, најпознати се, еве ги тука имаме, например, бета-каротен, кај ксантофилите е лутеин, не е запишан тука, добро, ксантофили е лутеин, виолоксантин, антераксантин, зеаксантин, ево дека е зеаксантин, ама исто и лутеин, кај кафеавите алги е фукоксантин, ама ние не се задржуваме на алги, ама насловно го спомнуваме, значи фукоксантин
имаме кај кафените алги. И обично, освен што рековме дека даваат боја, одредени плодови, семиња, цветови и слично, главно кога збориме за процесот фотосинтеза, нели, кој се одвива во хлоропластите, каротиноидите имаат функција да ублажат светлината на водници која има висок интензитет, високо количество енергија. Исто така помагаат за кај некои растенија кои се движат при светлина, односно за да се знаат кај доаѓа светлината, но главно е, например, ако доаѓа светлина која, ева како ќе направиме со многу дебела линија, дека има многу голем интензитет, и ако тоа зависи од брановата должина, што ќе збориме понатаму, но ако има многу голем интензитет, проминудира во каротиноидите, се абсорбира и потоа е всушност како со помал интензитет доаѓа до хлорофилот. И ова го немаат некои растенија што не прават каротиноиди, при силна светлина не може да обстојат. Едноставно многу е силна за хлорофилот. Нормално ова е шематски прикажано, ќе видиме понатаму како всушност се изразува јачината светлина, не е вака преку подебела или потенка стрелка, него тоа е спрема брановата должина. Добро, тоа беше се за каротиноиди. Значи ова е како една сумација, почнувавме од 3 молекули на ацетил коензим А, мевалонска киселина, па изопентил пирофосфат и со додавање на изопентил пирофосфат дојдовме геранил пирофосфат, фарензил, геранил пирофосфат, фитоен, тритерпени, тетратерпени, дитерпени, сексвитерпени, монотерпени и така натаму. И главна функција е, нели, или да даваат боја на цветови, плодови и слично ако се наоѓаат во хромопласти, а ако се наоѓаат во хлоропласти, тогаш ќе служат во процесот фотосинтеза за намалување на интензитетот, односно на абсорбираната светлина. Добро, да продолжиме. Сега ќе збориме малце за светлина. Сега светлина знаеме дека всушност е, односно светлината е електромагнетно зрачење кое го бележиме дека како бран, бидејќи всушност е бран и е истовремено честичка. Значи има двојна природа, се однесува и како бран или како честичка, значи можете да го запамтите како честичка која има внатре бран. Сега бранот, како бран, си има своја тоа беше лош бран. Значи си има своја бранова должина, да речеме има една бранова должина. Колку бранови има во дадена единица време, тоа е фреквенција и спрема тоа можеме да пресметаме и енергијата. Односно, колку е по-мала брановата должина, толку е поголема енергијата. Значи овде како што можеме да видиме, кон лево се зголемува енергијата, бидејќи има мала бранова должина, кон десно се зголемува брановата должина, односно се намалува енергијата. Бидејќи да речеме дека толку вака е една единица за енергија, ако брановата должина беше многу голема, ќе имавме само еден бран, ако брановата должина беше многу мала, ќе имавме во тоа место само многу бранови, односно повеќе енергија. Така може да си го памтите. Значи што е помала брановата должина, тоа е поголема енергијата и брановата должина мериме во обични единици за мерка на растојание. Така, например, брановата должина на видливата светлина е помеѓу 400 и 750, обично си до 380 до 720 нанометри, додека некои си радиобранови се преку повеќе од 1 километар може да бидат. Значи еден бран да биде повеќе од 1 километар. Значи ова вака би требало 1 километар да е. Така, додека овдека едно растојание 400 нанометри. Значи тие носат многу повеќе енергија за разлика од радиобрановите. Сега во видливата светлина, таа која е ултравиолетова, кон овој крај, има повеќе енергија него таа која е црвена, односно инфрацрвена, односно веќе иде кон топлина. И овдека нели на лево со многу повеќе енергија имаме рентген зраци, односно X зраци, па гама зраци, понатаму би требало да е космичко зрачење и така натаму. Сега како што спомнавме претходно или во на почеток на ова видео, кога имаш еден атом, ќе направиме еден атом, кој, нели, јадрото е позитивно, има електрони кои се наоѓаат во различни орбитали. Така, сега ќе направиме вака како орбити ќе направиме, ако тие се всушност орбитали. Всушност електроните се бранови, не се електроните честици, ама нема врска. И дојде светлина, таа ги ексцитира. Сега обично оваа видливата светлина
ги ексцитира тие што се валентните електрони во најнадворешна љушпа, да речеме овој тука, и тој сега ќе се крене на повисока позиција, ќе дојде вдека, или пак овој ќе го ексцитира и ќе дојде на празна орбита, така ќе се качи на празната орбита и тие се ексцитирани возбудени електрони. Сега ако имаш некој од по енергичните бранови должи, тие може да дојдат до внатрешните електрони и да го избацат електронот надвор и да направат целосен јон. И тој јон после може да прави проблеми и затоа нели електромагнетните бранови со голема бранова должина се штетни и предизвикуваат канцер, како што ги кажат, нели ќе направиш, ќе го исфрлиш овој електрон надвор, ова соединение ќе стане јон, значи ќе стане, не знам, сега лупам, С, не знам, нешто плюс, тоа нема да може да гради убаво соединение, ако сега несрекно е, ако тој јон се создаде некаде во молекулата ДНА и една азотна база ќе се промени или нешто слично и ќе настане мутација и може да настане канцер. Сега зошто ова ни е важно? Рековме дека светлината се апсорбира по пат на ова ексцитирање на електрони и после тоа всушност се исфрла. И сега овие пигментите всушност апсорбираат на одредени бранови должини и ќе видиме зашто тоа ни е важно. Овде имаме еден спектар на апсорбција кај брановите должини на одредени пигменти. И важно е само да запамтиме дека хлорофилот А апсорбира, бидејќи сите пигменти апсорбираат и на сина светлина и на црвена светлина. И се треба да запамтиме дека хлорофил А, вака ќе одзумираме всушност, само што кога не се гледа целата табела, ќе ја повлечеме нааму, да се гледа. Така, тоа е подобро. Хлорофил А, овдека ќе обележиме со зелена боја, всушност абсорбира максимум на 430 и 663 нанометри. Значи овдека ако ви повлекле на линија од хлорофил А, ова би било некаде 430, а овдека би било некаде на кај 663. Значи така ќе запишеме. Хлорофил А абсорбира на 430 и на 663 има максимална абсорбција. Тоа е абсорбирање на други места, гледаме и тука абсорбира малце. Не знам, црна боја се позна. Значи тој и тука абсорбира малце, и тука, ама максималните пиковите, нели, реков дека се наоѓаат на 430 и на 663. Сега хлорофил Б, ќе обележиме со некоја друга зелена боја. Значи хлорофил Б абсорбира на максимално на 450 и 643. 43. Сега лесен начин за ова се запамти е дека е 20 разликата и на минималната, значи кај хлорофил А беше 430, и дека е 450, значи плюс 20, а ова другата беше 663, а овдека е 643, значи минус 20. Едноставно ако знаете колку е на хлорофил А, едноставно знаете дека плюс 20 минус 20, ќе знаете колку и е на хлорофил Б. Сега и другите сите хлорофили имаат различни максимални абсорбции, различни бранови должини, но ние нема да ги разгледуваме, него ќе спомнеме дека каротените, всушност, еве ги добро покажани се, абсорбираат, интересно, најголем дел абсорбираат кај, ќе земеме со портокалова боја, ќе земеме подебела четка, абсорбираат најмногу на овие ниски бранови должини, односно места каде што има многу енергија. Сега зошто е тоа така? Нели како што рековме претходно дека каротеноидите всушност, служат тука како еден вид заштита на хлорофилот од високоенергетски електромагнетни бранови. Значи овдека овие се високоенергетски. Така? Викаме дека се високоенергетски, иако хлорофилот абсорбира од сината светлина таму, но сепак убаво е кога каротеноидите кои ќе бележиме со К, абсорбираат максимум на 420 нанометри, и исто така 460 и 480, значи имаат едно 3 пика од прилика. И убаво е кога тие
претходно ќе абсорбираат светлината, па ќе ја пренесат на хлорофилот, а не таа директно да удри на хлорофилот. Бидејќи толку е силна што може даисфрли електрон. И тука имаме некои други фикоцијани, фикоеритини. Тие се пигменти кои се наоѓаат кај алгите, значи овие фикоеритин, фикоцијанин. Имаме нормално и други кои абсорбираат на различни бранови должини, бидејќи алгите нормално имаме многу видови на алги, имаме различни бои кои живеат на различни длабочини во водата, така. Сега ако живеат подлабоко не стигаат сите бранови должини до длабочината, така они мора да абсорбираат на различни бранови должини, односно за да може да искористат светлината. И како ова всушност го мерат, едноставно взимаат растение, сега ќе нацртам лист, но вземаат растение и го осветлуваат со одредена бранова должина, например сина бранова должина, одредена бранова должина, да речеме 500, така, и гледаат колку ќе се продуцира, го следат одреден параметар, да речеме во овој случај колку ќе се продуцира O2, колку се извршило фотосинтеза, и бележат дека фотосинтеза се направило, не знам, некоја си арбитарна мерна единица 30. Така. Сега го изложуваат на бранова должина од 430, кој рековме ката за хлорофила е една од пиковите, и гледаат дека производството на O2 е некоја си единица 50, што е многу повеќе од 30, така да знаат дека и нормално пробуваат со сите бранови должини и наоѓаат дека највисоко е на 430, така, исто така наоѓаат на 663. И така едно по едно се прават така наречени абсорбциони спектри, така, за секој пигмент посебно, односно за секој растение посебно и се добиле многу податоци. И нели како што реков, присуството на многу пигменти е многу важно за преживување во различни услови каде што нема секогаш дадени бранови должини, особено за алги кои живеат во подлабоките води. Сега овој абсорбиран фотон од страна на електрон, или овој електрон се ексцитира, да земеме некоја друга боја, да земеме жолта боја, се ексцитира и преминува во ексцитирана состојба и го нарекуваме ексцитон или ексцитиран електрон. Сега тој не останува постојано во таа состојба, едноставно тој повторно се враќа во нормалната состојба и при тоа го испушта количеството енергија која го абсорбирало од фотонот. Сега тоа може да се испушти, односно со спуштање надоле во претходната состојба, што се нарекува флуоресценција. Значи тоа е флуоресценција. Што знаеме дали со флуоресцентни материјали, кога ќе ги осветлиш со светлина, после нели тие од светат, бидејќи абсорбирали, после пак ја испуштаат надвор светлината. Исто така може, кога е ексцитиран, да го промени спинот, значи спинот, нели имавме нагорен спин или надолен спин, да се промени спинот и со тоа да се врати во минатата состојба. И таа поја се нарекува фосфоресценција. Или пак последното, кое всушност се случува во процесот на фотосинтеза, е всушност енергијата да се пренесе на некој си друго соединение. Значи тука имаме некој друг атом и таа енергија да ексцитира електрон кај него. И сега тој да премине во ексцитирана состојба. И ова е всушност индуцирана резонанца. Сега во последниот случај ексцитонот кога се пренесува, всушност се пренесува електронот, не се пренесува ексцитираниот електрон. Сега кога се пренесе ексцитираниот електрон во првично место, всушност ќе остане празнина, така бидејќи електронот се пренел. Сега оваа празнина не може да остане така празна, така да мора да има друго соединение кое постојано ќе надополнува со електрони таму. И ова ќе го разгледаме понатаму во процесите на фотосинтеза. И сега да видам дали ќе најдам некоја слика, поубаво шематски да го видиме. Значи во првиот случај имаме, сега ова важи за флуоресценција и фосфоресценција. Имаме некој електрон кој се наоѓа во основна состојба, абсорбира светлина, стегнува во ексцитирана состојба и понатаму се враќа повторно во основна состојба и при тоа пак ја испушта енергијата и ова е фосфоресценција или флуоресценција. Додека кај, сега ќе го повлечам ова, значи го земам, ќе го повлечам дека на средина, додека кај индуцираната резонанца, всушност имаме некој електрон, сега дека не е убаво објаснето, но е, ќе земеме подебела стрелка, абсорбиране, се наоѓа во некоја си повисока состојба и сега може на два начина, или преку флуоресценција,
да се врати назад, или пак да се префрли на некој си донор, соединение, значи ова вдека е некој донор, акцептор, на некој акцептор, другото е донор, да се префрли на некој акцептор кој ќе го прифати и тој електрон сега се спушта, флуоресценција и стига во другото основно ниво, или пак се пренесува на друг. Значи вдека може да иде да се пренесе на друг и така натаму. Значи се пренесува од еден атом на друг атом, на трет атом, на четврти атом и така натаму. Значи електрон може да се пренесува, но вдека ќе остане празнина. Така вдека ќе остане празнина и таа мора да се пополни од некое си друго соединение од претходно, кое пак самото себе би се обновило.